улица може да сретнеме некои знаци на кои пишува внимавај. Со цел да не предупредат дека нешто има некоја опасност, може некоја дупка или се работи на улица или нешто, некоја фасада може би отпаѓа делови. И со тоа сака тие што ја напишеле таа објава да не предупредат, да внимаваме на себе. И ово попладне темата исто така носи наслов "Внимавај на самиот себе". Ајде да отвориме во 1 Тимотеева 4:16 и да читаме една порака што Павле ја напишал додека бил во затвор по втор пат во Рим. Таму во една му влосена просторија, врзан со синџири, Павле му пишува писмо на својот млад соработник, на својот млад колега Тимотеја. И еве што пишува. Овој текст често пати го даваме и на новокрстени, браќи и сестри, со цел, со порака да внимават. И вели 16 стих: "Внимавај на себе си и на учењето. Истрај во тоа, зашто правејќи го ова, ќе се спасиш и себе си и они кои те слушаат." Овде во овој текст, браќи и сестри, има едно предупредување. Вели: "Внимавај на себе и на науката." Тие работи две се многу важни за еден христијанин. Да внимаваме на себе, не на другите. Интересно, ние често пати сакаме повеќе да дзирнеме и да внимаваме на другиот што работи, како работи, кај оди, што прави. Тоа е тенденција во нашата грешна природа. Но овде апостол Павле го советува својот наследник, својот млад колега Тимотија и вели: "Внимавај на себе си." И внимавај второ на науката. Да не те заведе некој со некоја нова наука. Пишува таму на друго место, вели: "И ангел да дојде од небото со друга наука, треба да внимаваме, треба да бидеме предупредени." Значи, добро е да познаваме доктрината на црквата, односно науката, но секако најбитен или најважен е карактерот наш, кој треба да се усогласи со Божиот карактер. Но вистина, некои христијани кои се искрени и честни, кога ќе видат дека Евангелието ги менува другите луѓе кои се околу себе, тие се воодушевени, вели: "Што им работите?" Ништо ние овде не им работиме на луѓето. Тоа е дело на Светиот Дух, тоа е дело на Бога и луѓето се минуваат во својот карактер. Денеска би сакал, браќи и сестри, да се задржиме токму на овие зборови: "Внимавај на себе." Што значи тоа да внимаваме на себе? Реков дека ние често пати ги анализираме карактерите, животите на другите луѓе, наместо да се бавиме со својот собствен живот. Што значи зборот себе? Зборот себе означува личност. Сите ние имаме свој име, имаме свој презиме. Тоа значи дека секој човек е личност. Многу е незгодно кога во некој друштво ќе се најдеме и некој ќе каже: "Ајде бе, ти немаш своја личност, немаш своje мислење." Јас знам, има луѓе кои чекаат другите што ќе кажат и тие се прилагодуваат. Добро, тој може би дел од нивниот карактер, но многу е важно ние да имаме своje мислење, да имаме своje размислување, свој став. Кога ќе не прашат за нешто, кога го прашаме Библијата: "Што ти, сестро или брате, мислиш? Дали Исус ќе дојде, дали вака ќе биде или онака ќе биде?" Значи, мора ние да имаме свој став, своje размислување. Секој човек има своја личност. За да бидеме дел од општеството, мора да имаме своја личност. Своја личност, секако. И затоа да донесуваме и своји заклучоци. И сега се постава прашање: како можеме да внимаваме на својата личност? Павле му вели на Тимотеја: "Внимавај на себе си и на учењето." Јас ќе спомнам 3 точки или 3 чекори како можеме да внимаваме на себе си. Број 1. Внимавај на своите мисли. Ние знаеме дека единствено човекот има способност да мисли, да размислува, да создава, да има идеи и да одлучува. Човечкиот ум е тајна за нас. Науката доста го истражувала, меѓутоа се уште нашиот мозок, нашиот ум е тајна. Како патува мислата? Колку е брза мислата? Некој рекол, односно тоа е веќе испитано, дека нашиот ум е многу брз. Побрз е од светлината, побрз е дори и од звукот. Ние знаеме кога ќе грми, таму некаде кога ќе светне, тек подоцна слушаме глас. Меѓутоа, мислата, умот наш така работи брзо, ако помислиме сега да бидеме во Австралија, секундарно сме таму. Мислата патува многу брзо.
човечкиот мозок, знаете колку тежи. За возрастен човек мозокот тежи од 1300 до 1400 грама. А има некаде 100 милиарди неурони. Тоа е, навистина, дали го испитали точно, нешто огромно, длабоко нашиот мозок. Дали знаете колку тежел мозокот на Ајнштајн? Прочитав, а знаете, тој се смета за еден од најмудрите луѓе, 1230 грама. Помалку од еден просечен човек. Меѓутоа, човек создал, човек знаеме што направил за општеството. Нашите мисли се клуч за отварање на вратите во овој свет. Значи, од нашите мисли зависи дали ќе бидеме кренати, ќе одеме напред во позитивно или ќе бидеме во негативно. И затоа една пословица вели, една гатанка, за мислата вака вели: човекот е таков какви се неговите мисли. Дали тоа вистина? Човекот е таков какви се неговите мисли. Еве еден непознат автор што напишал: ако размислуваме за победа, а мислиме дека не можеме да победиме, тогаш нема ни да победиш. Ако мислиш дека ќе изгубиш, тогаш навистина ќе изгубиш. Во денешниот свет не успеваат и не победуваат само најаките и најбрзите, туку оние кои мислат дека може. Дека колку е битно како ќе ги поставиме мислите, во негатива или во позитива. Знаете, луѓе кои се болни, сум читал, а позитивни мисли се, може да се излечат полесно од болеста, отколку оние кои само мислат негативно, кои само мислат црно, кои само велат ќе умрам и на крајот, на жалост, тоа се случува. Некој запишал следново: посејано во мислите, пожнејано во делата. Посејано во делата, пожнејано во навиките. Посејано во навиките, пожнејано во карактерот. Посејано во карактерот, пожнејано во животот. Гледате како тоа е поврзано. Се почнува од една мисла, од еден мал рколец. Мислата е многу важна. Нашите мисли можат да не контролираат, браќи и сестри, да ги контролираат нашите активности. Ако на пазар излегуваме и продаваме нешто таму, пиперки или не знам што, домати, краставици, и ако речем, денес ништо нема да продадам, и тоа ќе не постојано тера надолу, наместо да бидеме оптимисти, дека денес ќе ги продадеме сите 100 кила пиперки, или било што во нашиот живот, ако имаме позитивен став, било кон што, многу полесно ќе ги пребродиме, па макар и не ги продали сите пиперки. Но ако со негативни мисли се занимаваме, тоа ќе не влече, како сидро, ќе не влече долу во длабочината. Нам ни доаѓаат како луѓе разни мисли, но мора да имаме филтер. Филтер во главата за прочистување на нашите мисли. Познато ви е она што рекол Мартин Лутер, така? За птиците. Што им рекол? Што рекол Мартин Лутер? Не можеме на птиците да им забранеме да летат околу главата, вели? Но може да им забранеме да направат гнездо на главата. Значи, ние не можеме на лошите мисли да им забранеме да дојат кај нас. Но можеме да ги контролираме, да не се гнездат во нас. Доаѓа лоша слика, лоша мисла, било што доаѓа во умот, но мора да има филтер. Знаете, има разни филтери, како што се оние апарати за вода, или филтри за вода на големи резервоари. Значи, мора да има таложник, филтери, тие филтери се чистат од време на време. Како ја пред некој ден ги чистав овие филтрите на климит. И знаете колку се беше натрупало прашина? Природно, доаѓа прашина и во нашиот мозок, условно кажано, и во нашиот ум, но мора тоа да се прочистува. А Библијата е идеално средство за чистење на нашите мисли. Понатаму очите се прозор на нашата душа. Тие афектираат во нашите мисли разни работи. Очите се како скенер. Знаете, постојат скенери кај што треба да се скенира слика или нешто друго. Тие се скенери кои ја офрлуваат сликата во нашиот компјутер, во нашиот ум и понекогаш тешко е да се ослободиме. Но ако внимаваме на оно што гледаме преку нашите очи
Ние ќе му помогнеме на нашиот ум да не се храни со негативни работи, со негативни мисли. Ние мора да се дисциплинираме себе си, да внимаваме што гледаме, што слушаме и што читаме. Зашто, навистина, што вели Соломон на друго место, паметниот го гледа злото и бега, вели. Ако некои се карат и сака да те вовлечат тебе, па да имаш ноќеска проблем со мислите, со умот, со срцето, со душата, навистина Соломон вели паметниот го гледа и се трга. Едноставно не сака да учествува во тие негативни работи. Доктор Доналд Шокперт еве што кажал: мислењата, идеите, предлозите, доктрините, аргументите, сето тоа доаѓа во умот и треба тоа да се анализира, да се сортира, да се прифати, да се отврли или да се замени. Сите тие одлуки помагаат во личноста на растот на човекот. Значи, разни мислења ќе слушнеме. Еве, тука сме, дискутираме, дебатираме, доаѓаат разни идеи, разни предлози, разни доктрини, разни аргументи, но сето тоа вели треба да помине низ тој филтер, низ умот и да се анализира, да се сортира, да се прифати или да се отфрли, или пак да се замени со нешто друго. Соломон мудриот ги запишал следневе зборови, сакам да ги поделам сега, да ги прочитам во Пословици 23 глава. Тој има многу напишено работи, но само ќе прочитам неколку текстови во Пословици 23:7 вака вели. 23:7, зашто тој е таков како што се мислите, зашто тој е таков како што мисли во себе си. Тој е таков, вели, како што мисли во себе си. И се враќам назад во 4 глава, во 23 стих нешто слично ќе каже, 4:23, кај што вели: а над се чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Кога Библијата ќе каже чувај го срцето, да, ние треба да го чуваме срцето, како што сестрата читаше од разни холестероли и разни работи што влијат, меѓутоа се мисли на мислите, на умот. Чувај ги мислите. Зашто од тука извира се во главата, во нашиот мозок. Значи, нашата вечна судбина, браќи и сестри, ќе зависи од последиците на нашите мисли, со што ние ги храниме тие мисли. Тоа е една библиотека на нашиот ум. И што ние сортираме во таа библиотека? Со што се храниме, со тоа ќе се исполни нашата библиотека, нашиот ум. Апостол Павле ќе ги каже и следниве зборови со што треба да ја полниме таа наша библиотека, нашиот ум. Мислам дека ги знаеме тие зборови, ќе се присетиме сега во Евреите, во 4 глава, еве што запишал апостол Павле, во 4 глава, 12 и 13 стих во посланието до Евреите. 4, 12 и 13, вака пишува: зашто Божјето Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот. Гледате каде влегува. И ги суди мислите и намерите на срцето. И нема создание кое е невидливо пред него, туку се е голо и откривено пред очите на оној пред кого ние ќе дадеме сметка. И сега предходно сакам уште еднаш да прочитам друг текст во Филипјаните 4:8, вака вели Павле. 4:8. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислите на тоа. Значи, гледате со какви мисли треба ние да се занимаваме, што треба да ставаме во таа наша библиотека, во нашиот ум. Се што е добро, се што е честно, се што е праведно, се што е љубезно, на добар глас, ако е некаква добродетел, Павле вели, тоа ставете го во мислите, со тоа да се ние занимаваме. Елена Вајт во едно од своите писма еве што напишала: ако е Христос во нашето срце, тој ќе биде во нашите мисли. Нашите најдлабоки размислување ќе бидат тој и неговата љубов и чистота. Тој ќе го исполни секој дел од нашиот ум.
Постои една изрека, вели, с ким си, такав си. Ако ние се дружиме повеќе со Христа, па тој ќе биде на во преден план. Ако ние 6 дена ръмбаме, работиме, се движиме, а неаме време духовно да се малце подкрепиме, не се то постигнува само во сабот или во петок навечер да пролистеме пулката и да видиме утре што ќе кажеме. Значи не може тоа да се. Ако еден кој свире орголе не вежба редовно, еден спортист, ако не оди горе на стадионот 2 пати или 3 пати во седмицата како му е распоредот да вежба, тој не може во недела да изигра ни половина час фудбал со спортивната екипа. Ако е Исус во нас, тој ќе биде во нашите мисли. Нашите најдлабоки размислувања ќе биде тој неговата љубов и чистота. Одиме на втората точка. Внимавај на своите зборови. Второ, од што се сочинува нашата личност, се нашите зборови. Зборовите се израз на она што го мислиме. Знаете, некој пресметал дека во текот на една седмица просечен човек изговара зборови што може да се напише, да се отпечати книга од 500 страници. Замислете колку зборови кажувам. Може сестрите малце повеќе, подебела ќе биде нијата страница. Но како е да е, човекот една седмица изговара толку зборови што може да се отпечати една книга од 500 страници. Замислете колку ние зборуваме. Постои една гатанка која вели проговори, па ќе кажам кој си. Често пати мене ми прашуваат, ти дечко, дечко, ти не си вели од тука. Зошто не сум од тука? Од тука сум. Не вели, говорот издава. И нормално, сите ние имаме свој диалект, не сме од тука, неле? Меѓутоа, кажи нешто, па ќе кажам кој си. Ако човекот молчи, ништо не може да донесеме одлука како ви што е. Меѓутоа, ако каже свој размислување за некој предмет, за некоја порака да даде, тогаш ние може да кажеме, еве има речник добар, вакове, онакаве, нешто, ќе кажеме за таа личност. Птицата по што се познава? По песната, а човекот по говорот. Еве уште една гатанка. Постојат, некој рекол, луѓе кои мора да изговорат цела бура на зборови да би искажале една капка на мисла. Наистина, сите сме ние различни. Некој ќе каже мудро, молчи, не зборува многу, а некој па ќе каже или да зборови, може 5 од тие ќе извлечеш некој корист. Сите сме ние различити во своите говори. Но мора да внимаваме на нашите зборови. Прво рековме да внимаваме на нашите мисли, а второ на нашите зборови. Трето, внимавај на своите дела. Ние создаваме дела, рековме пред малце. Делата создаваат навики, а навиките карактер. Карактерот е тоа што ги го понесеме од оваа земја. И затоа е многу важно во младоста, децата, што ги учиме. Какви навики да стекнат. Зошто децата во младост учат да свират, да пеат, јазици да учат. Не може човек од 60 години сега да ме терат јас да свирам. Јас учев малце да свирам на теологија кога бевме. Ама тоа беше на 20 години, на 21 година учев. И не научив многу. Значи не се учи кога ќе се постигнат одреден број на години. Меѓутоа во младоста, посебно кога се деца, млади, тогаш се стекнуваат убави, корисни навики, станување на време, легнување на време, физички активности и така натаму. Карактерот, навистина, е многу важен што треба ние да го имаме. Делата зборуваат за нашите зборови. Секој од нас, секоја постапка во нашиот живот е едно каменче во тој мозаик. И ние создаваме една слика, знаете. Секој од нас создава една слика. Една постапка може да биде плава, сина боја. Друга постапка може да биде црна. Трета, зелена. Четврта, бела боја. И ние создаваме слика за себе кај другите луѓе. Зошто велиме, тај е добар човек? Врз основа на што констатираме? Не му пише овде добар или лош. Меѓутоа за некој велиме, тој е пргав, тој е нервозен, но тој е смирен. Значи ние, сакајки или не сакајки, создаваме слика за себе. И ние може утре ќе се оцелиме од овој град. Ќе заминете вие во Гевгелија или во Скопје или во Битола. Може луѓето нема да ме гледаат веќе повеќе мојата слика, но јас се носам со себе. Таму кај што ќе бидам, повторно луѓето ќе приметат мојата слика. Значи моите дела одат со мене. Мојата слика си ја носам. Секој
си ја носи својата слика со себе. И таа слика, каде ќе ја понесеме? И на небото. И затоа е многу важно, браќи и сестри, што вложуваме во таа слика, нашите зборови, односно нашите дела. Со секој ден, со нашиот живот, ние довршуваме таа слика и на крајот сликата ќе биде довршена која ќе ги затвориме нашите очи. Каква слика ти создаваш за себе пред Бога, јас исто, и пред луѓето? Бог преку апостол Павле рекол на својот млад соработник, читавме во 1 Тимотеева, внимавај, Тимотеја, на себе. Право внимавај на себе и внимавај на науката, што учиш, што проповедаш, како живееш. Нека овие пораки на апостол Павле до младиот Тимотеја бидат пораки, браќи и сестри, и за нас денеска. Да внимаваме на таа слика, да внимаваме на сликата, бидејќи ние оставаме зад себе или добра слика, или лоша слика. Тие слики ќе го красат нашиот карактер. Внимавај на мислите, на зборовите и на постапките. Да се свртиме кон себе, прсто да го свртиме кон себе, не кон другиот, и да покушаме да имаме заедница со Бога, да изградиме една убава слика која ќе можат сите да ја гледаат и да кажат, навистина, овој човек беше Божи човек. И сосема на крај да прочитам неколку стихови од Псалам 139. Тоа се два текста. Псалам 139, стиховите 23 и 24. Еве што запишал Давид во својата книга, 139 глава, стихот е 23-24, вака вели Давид. Испитај ме целиот Боже, запознај ми го срцето, испитај ме и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат, ја би го превел по погрешен пат, и поведи ме по вечниот пат. Нека, браќи и сестри, ова биде и наша молитва. Господе, испитај ме мене, не другиот, третиот. Мене испитај ме. Запознај ми го своето срце. Испитај ме и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по погрешен пат и поведи ме по вечниот пат. Савле е пример како човек кој одел по погрешниот пат. А тој мисли дека активно му служи, дури затварал луѓе, се до миг додека не паднал гордо од тој конј доле во прашината и таму тој го пронашол вистинскиот пат. 3 дена бил слеп, морал да отиде кај тие кои ги прогонувал, тие му дале леп, тие му дале вода, тие му ги переле раните и очите. Знаете, 3 дена Павле не гледал, бил слеп. И затоа имал последици цел живот подосна. Вели, му течило нешто од очите. И вели, не гледам доволно, пишувам со големи букви. Знаете, човек кој не гледа, пишува големи букви. Павле имал проблем, Павле имал писар кој му ги запишувал посланијата. Но како е да е? Давид се моли, Боже, погледај да не одам по погрешен пат и поведи ме по вечниот пат. Да му дозволиме на Господа да не поведе по вистинскиот пат, а ние да внимаваме на себе и на науката што ја држиме и во која веруваме. Амин.